Македонска Каменица по 18 години доби второлигаш. Екипата на Каменица Саса влезе во втората Лига Исток по победата над екипата на Превалец со 4:1. Бараш над Преварот се одигра во Кочани, пред неколку стотина гледачи, а далеку по квалитетниот состав и на технички и на физички план, заслужено се искачи едно скалило погоре. Постигнавме долго очекуваната цел на нашиот град, на нашата екипа. После 18 години се враќаме во втора македонска фудбалска лига. Успех за целиот град, благодарности до сите фудбалери што бевме одговорни и озбилни. Дадовме се од себе. Благодарност до општината на Македонска Каменица, до Рудник Саса. Ке се погрижиме, неле, во втора лига да се представиме исто на ниво како до сега што беше во трета лига. Ова е одлична вести за младинската школа на Каменица Саса, која брои над 60 деца родени меѓу 1999 и 2007, на кои клубот ќе се фокусира во иднина. Во наредната година тоа ни е една од првите цели, да се обрне повеќе внимание на младите деца, затоа што во нив е иднината. Ќе се обрне поголемо внимание, да се работи попрофесионално со нив, неле, да им се дава шанса да се учат како прво да бидат луѓе воспитани, добри фудбалери, па ќе видиме, ќе си покаже иднината, додека сме, како работиме и така натаму. Според тренерот Златковски, спортскиот објект Куќата на спортот, кој располага со фитнес центар, има возможува на фудбалерите на Каменица Саса услови на ниво на најголемите македонски клубови. Со објектот Куќата на спортот ние добивме една од 3-4 екипи сме во Македонија што ги има моментално тие услови, кога се исклучат големите Вардар, Шкендија, Пелистер и така натаму. Имаме феноменални услови. Значи, се ќе зависи од нас, фудбалерите, стручен штаб, за да идеме да ги постигаме целите. Други услови од градот ни се доставени стварно на високо ниво, така да треба да ги искористиме тие работи. Екипата на Каменица Саса стартно ќе влезе на 10-та позиција во втората лига, но тоа не значи ништо доколку рударите се покажат вистински на теренот и со тоа создадат услови Македонска Каменица заслужено да ја гледа својата успешна фудбалска приказна.